што Бог не удостоил да му веруваме на благовестието, така и говориме, угодувајќи не на луѓето, туку на Бога. Второто мисионерско патување на апостол Павле. За време на своето второ мисионерско патување, апостол Павле го проповедал Божјото Слово во Мала Азија и во Грција. Тој ги посетил големите градови Филипи, Солун и Атина. Следниот град, каде што апостолот се упатил со евангелската проповед, бил Коринт. Тој древен град во текот на својата многувековна историја во војните повеќе пати бил уриван и целосно бил опустошуван. Кога добил статус на римска колонија за време на императорот Јулиј Цезар, Коринт повторно бил изграден и прекрасно украсен. Тогаш тој град го сметале за главен во Јужна Грција. Таму имало големо трговско пристаниште и регионален административен центар на Римската империја. Коринт бил расположен во подножието на висок карпест рид Акрокоринт, од чиј врв при јасно време можел да се види атинскиот Акропол и снежните врвови на Парнас. Кога стигнал во Коринт, Павле се сместил во домот на еврејското семејство на Прискила и Акила. Тие благочестиви луѓе се доселиле во Коринт од Италија, откако императорот Клавди заповедал сите евреи да се иселат од Рим. Секоја сабота, како што раскажува книгата Дела апостолски, Свети Павле одел да им проповеда за Христа во синагогата и на јудејците и на елините. Наскоро на Свети Павле му се придружиле апостолите Сила и Тимотеј, кои пристигнале од Македонија. Во Коринт, како и во многу други градови каде што проповедале Христовите апостоли, Божјото Слово предизвикало бурни протести кај јудејците. Кога Христовите непријатели почнале да говорат против апостолите и да го хулат нивното учење, Павле ја истресол својата облека и рекол: "Вашата крв на вашите глави. Јас сум чист. Од сега одам кај паганите." Откако ја напуштил јудејската синагога, отишол кај некој благочестив човек по име Јуст. Неговиот дом бил блиску до синагогата. Таму Павле можел повторно слободно да го проповеда Евангелието. Слушајќи го благовестењето од светите апостоли, многумина коринтици поверувале во Христа и го примиле светото крштение. Меѓу оние кои поверувале бил и началникот на синагогата Крист. Сепак, разлутените јудејци не ги оставале спокојни Христовите служители. Тие секаде ги гонеле и демнеле. За апостол Павле и неговите помошници, проповедањето во Коринт било големо искушение. Еднаш Павле сакал и да го напушти Коринт
но самиот Господ го утешил и го закрепнал. Јавувајќи му се ноќе на својот служител, Спасителот рекол: Не плаши се, туку говори и не замолчувај, зашто јас сум со тебе и никој нема да ти нанесе зло, зашто имам многу луѓе во овој град. По овој настан, Христовиот апостол уште половина година останал во Коринт и ги поучувал неговите жители на Божјото Слово. Сето тоа време, јудејците не ја прекинувале својата борба со Христовите проповедници. Користејќи го назначувањето на новиот проконзул Галион во Коринт, тие го нападнале Павле и го однеле во судница, надевајќи се дека управителот ќе го осуди апостолот на прогонство. Сепак, Галион не ги оправдал нивните надежи. Тој дури не ги ислушал обвинувањата од јудејците, туку само рекол: Ако е спорот околу учења и имиња и за вашиот закон, сами договорете се. Јас во тоа не сакам да бидам судија. Потоа, проконзулот им заповедал на стражарите да ги истераат сите од судницата. Тогаш сите елини, како што раскажува книгата Дела, го фатиле Состен, началникот на синагогата. Го тепале пред судницата, а Галион воопшто не се грижел за тоа. Откако поминал во Коринт уште многу денови и ги утврдил во верата новообратените христијани, апостол Павле решил да се врати во Палестина, за таму да биде за празникот Педесетница кој наближувал. Апостолот се простил со браќата и отпловил во Сирија. Накратко запрел во Ефес заради проповедање на Божјото Слово и наскоро пристигнал во Кесарија. Потоа, како што вели книгата Дела, апостол Павле бил во Ерусалим да ја поздрави црквата и се вратил во Антиохија, откаде што неколку години порано и почнало неговото второ мисионерско патување. Поднесувај ги страдањата како добар војник на Исус Христос.